Податоците говорат дека околу 10% од женската популација во некоја етапа од животот се борат со ракот на дојката, што го прави овој тип на рак еден од најчестите во светот. Раното откривање овозможува навремено третирање, со тоа и успешно лекување. Токму на оваа тема ќе разговараме со доктор Арѓенти Мери, субспецијалист по дијагностика на дојка од клиничката болница во Тетово. Добре дојдовте. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Најпрвен, за да се препознае промената на градата, треба да се знае нормалниот изглед и конзистенција. На што конкретно треба да внимаваат жените? Значи ова што го спомнавте, повеќе би се однесувал на тие редовни периодични прегледи или само преглед на дојката кои треба да ги прават жените, со цел да рано да ја откриват болестта во нејзини порани фази. Значи, овие се прегледи кои би требало да се направат еднаш месечно, и тоа после туширање, да кажеме, секоја жена треба прво да ја научи на изглед, што викаме ние на инспекција, како треба да изгледа дојката и тоа каква е нејзината конзистенција, која она тоа ќе го направи со пипање на самата дојка. Тоест, бидејќи секоја дојка се разликува по нејзината густина, дали преовладува повеќе млечно жлезно, масно ткиво и на допир секоја различита, значи секоја жена се препорача да се запознае со својата дојка и навремено да може да открие секоја евентуална промена што ќе се јави и што отстапува од, да кажеме, од претходниот преглед. Во таков случај жената треба порано да се јави кај нејзиниот лекар, инаку редовно се препорачува најмалку еднаш годишно секоја жена да си направи преглед на дојката. На која возраст најчесто жените заболуваат од рак на дојка? Има некоја најмала граница, најмлада жена која што заболела од рак на дојка? Као што самите вие спомнавте, се рачуна дека 12% од жените во текот на животот ќе заболуваат од рак на дојка, тоест секоја 8 жена во една фаза од нејзиниот живот ќе заболи од рак на дојка. Ова се рачуна кога, например, се зема тоа што се вика очекувана возраст на жената при раѓање, expected life at birth, која што во развиените земји е негде над 82 години, значи секоја жена која би живела до таа возраст има веројатност до 12% да заболи од болеста. Значи што доаѓаме до заклучок дека еден од факториве кој го зголемува ризикот за појава на болеста е токму возраста на жената. Значи, можноста болеста да се јави во порани фази, во помлада возраст е многу помала, но не е исклучена. Значи, постојат статистики дека болеста би се јавила на 20 годишна возраст, на жени од таа възраст негде на 1 на 20.000, значи е многу мала веројатност и као што гледаме со тек на годините таа ќе стигне до 12%, секоја 8, не 1 на 20.000. Значи има екстремни случаи каде што опишани во литературата кај што ракот на дојка се јавувал кај жени, кај девојчиња, значи веднаш што влегле у пубертет. Значи тоа се екстремни случаи и тоа е многу мала веројатноста, но заради тоа, токму е тоа причината што значи, ние треба да подигнаме свесноста за ова болест, да жените си знаат дека она значи, може да отстапува и дека она се јавува и во порана возраст. Нели, освен возраста која што веќе ја споменавте како ризик фактор, кои се другите ризик фактори? Кои категории на жени нив постои веројатност дека во одреден период од животот ќе заболат од рак на дојка? Ризик фактори, значи, претежно ги делиме на такви на кои не можеме да влијаеме, кои не можеме да ги модифицираме и ризик фактори кои можеме до некаде ние да влијаеме. Значи, ние го спомнавме еден од факториве, како што рековме, дека е возраста и ова е еден од тие што ние не можеме да го модифицираме. Значи, не успеал никаков император или некој да го заустави, нели, тоа текот на животот и да не старее, значи, окей, секој
Нормален процес. Процес е тоа старењето и со тоа се зголема ризикот, но ризикот број 1 за појава на рак на дојка е полот. Значи, кога кажуваме дека секоја 8 жена, значи самиот факт Значи најчесто да си жена, значи си подложна на поголем ризик за појава на карцином на дојка. Зашто го кажуваме? Затоа што карциномот на дојка, ракот на дојка, не ги исклучува ни мажите, не се тие заштитени од рак на дојка, него веројатноста за појава на рак на дојка е 1 на 1000 мажи, додека е 12%, 1 на 8 жени. Значи, првиот фактор кој не може да се модифицира е полот, вториот значи е возраста на пациентот, кој е исто така ризик фактор, генетското наследство, значи особено наследството на некои мутации на гените, кои го зголемуваат веројатноста за појава на болеста. Вие можеби повеќе луѓе имаат слушнато за случај на познатата актерка Анджелина Джоли, значи која откри дека ги наследила од нејзината мајка која почина од рак на дојка, токму овие мутации на некои гени што се одговорни за репарација на ДНК-то на малигните клетки, а тоа се така познати BRCA1 и 2 гени. Значи во тој случај нивна улога значи на овие гени е да го репарират ДНК-то на таа клетка што мутирала, што станала малигна. И ако ние имаме мутации на самите гени, значи тие не си ја вршат како што треба нивната работа и тие луѓе што се со таква мутација, тие жени се со една поголема веројатност, вика 60% можност да тие заболуваат од рак на дојка. И она си презеде, значи, многу радикален чин, она направи обострана мастектомија, значи отстранување на дојките, за да ја намали веројатноста да заболи значи од ова болест. Неверојатно сте слушнали за овој случај. Значи генетското наследство и покрај тоа што скоро 85% од жените кои заболуваат од рак на дојката немаат никого во фамилијата. Не е поврзано значи, со генетиката. Само се 15% од жените заболени имаат некој во фамилијата што им биле претходно значи заболени од рак на дојка. Некои од факторите кои пак не можеме да го модифицираме е тоа ако жената претходно примала зрачење терапевтско, со терапевтска цел за некое друго, малигно заболување во градниот кош, она значи ќе биде подложна на поголема веројатност да заболи од рак на дојка. Жените кои претходно имале значи рак, биле третирани од рак на дојка од едната страна, имаат пак поголема веројатност од другите жени да заболат од рак на дојка во контралатералната страна. Другите фактори на кои ние до некаде можеме да влијаеме, значи се обезитетот, нели, гојазноста, дебелината, бидејќи особено во тој период, например, кога жената е во климакс, значи производството на естрогените, на хормоните, значи повеќе доаѓа токму во овие адипоцитите, како што ги викаме ние, на овие клетки од масното ткиво. И значи пак значи си имаме продолжено производство на естрогени хормони, поголемо, која исто значи го става во поголем ризик жената за појава на рак на дојка. Жените кои користеле значи во текот на животот значи субституциони, да кажеме хормонална терапија, кои примале хормонална терапија, се у некој поголем ризик за појава на ракот на дојката. Значи постојат студии кои прават корелација, значи кои гледат поврзаности во тоа со физичката активност. Жените што се повеќе активни физички се со помал ризик за појава на рак на дојката. Значи овие навиките разни, пушењето, алкохолот, значи има корелација докажана значи со студии, не збориме дека тоа е тоа, значи жените што се неактивни, што се со поголема телесна тежина,
што пушат, што пијат, значи се имат поголем ризик за појава. Овие се тие фактори кои можеме да ги модифицираме. Жените кои раѓале покасно у животот или кои не раѓале или кои многу помалку доеле, значи пак се у некој поголем ризик за појава на болеста и кои спаѓаат тие фактори кои до некаде можеме ние нешто да промениме. Така, сега кога жената ќе забележи некоја промена на градата, нели, например, некоја грудка, црвенило и слично, се обраќа на доктор и како се поставува диагноза, како се констатира дека токму карцином на дојка има таа жена? Значи, претежно, значи, голем дел од случаеве, на жалост, се откриват во таа фаза на која жената ќе напипа нешто од дојката. Значи се работи по понапредната фаза, која она веќе е во состојба да го напипа тој јазол, тоа грудка во низината дојка и она е претежно која промената е веќе неколку сантина, за да може она да го изнапипа. И тогаш она се јавува на преглед, значи диагностицирањето е радиолошки, значи со радиолошки методи, со имиджинг методи што модерни што постојат денеска. И затоа вие имате гостин радиолог денеска во емисијата, верувам. И значи тука познати методи, значи диагностички освен само прегледот кој го прави самата жена, се ултразвукот на дојката, кој користи ултразвук и која нема зрачење, значи кое не е штетно и претежно се препорачува као скрининг метода, значи као периодична регуларна метода на преглед за жени кои се помлади од 40 години, значи бидејќи као метода е посензитивна за таа возраст и нема зрачење, значи не ја подлегнуваме на зрачење таа особа од помлада возраст. Друга метода е мамографијата. Значи, некојаш овие се комплементарни методи кои помагат една на друга за да дојдеме до диагнозата. И па после, значи, има и магнетната резонанца, тука може да се користи во диагностицирањето, особено, значи, ако се работи за мултицентрична промена, која е на неколку места појавена во едната дојка или во другата, контралатералната страна. Во таков случај, значи, можеме да користиме магнетна резонанца, него конечната диагноза е она која ќе се зема дел од ткивото на тоа сомнителна промена што е во самата дојка, а тоа е тоа што го нарекуваме ние хистопатолошката диагноза. Значи, хистопатологијата, патологот ќе ја постави конечната диагноза на тоа кој тип на рак на дојка жената е заболена, бидејќи од тоа многу зависи и начинот и третманот, понатамошниот третман на оваа болест. Кои се фазите на ракот на дојката? Споменавте дека веќе кога ќе се напипа некаква грудка е во некоја понапредна фаза или како? Кои се значи, фази? ја реков дека ако се напипа една грудка, се работи за тумор кој е неколку сантина голем, претежно. Особено ако жената гледа промени во самата кожа, значи пак се работи за по авансирана фаза на болеста и фазите ние ги делиме на неколку по тоа колку е големината, колку туморот се проширил во околните лимфни јазди и колку туморот се проширил во дистантните места, значи далечните места во другите органи на телото на пациентот. И тука може да кажем дека е прва фаза ако туморот е помалку од 2 сантина, втората фаза е дека ако е од 2 до 5 сантина, значи може тука е токму тоа фаза што она успела да го напипа пациенткава, па третата ако успел туморот стигнал и до лимфните јазли, четвртата онака, мислам, стеджингот е дека ако туморот се проширил, значи метастазира во далечните органи. Каква е терапијата? Како се постапува? Значи, на жалост, кога веќе сме диагностицирале рак на дојка, секогаш се оди оперативно. Ако има надеж да се излечи, значи секогаш се почне со оперативно. Значи, хирургот, земејќи ги предвид и другите околности, ќе одлучи како ќе биде извршен, значи тој дали ќе се отстрани само дел од дојката, дали е по
разумно и по-добро за прогнозата на самата пациентка да се извади целосно дојката и дали сите лимфни јазли или дел од лимфните јазли, значи претежно се оперира, туморот се ваѓа. Иако што ова не е веќе во мојата специјалност, јас сум радиолог, јас сум диагностичар и повеќе се бавам со рано откривање на болеста. Па после најверојатно по сите други параметри што ќе се добијат од другата патохистолошка анализа, ќе се заклучи дали пациенткава ќе има потреба од хемотерапија, дали ќе биде потребно зрачење, дали друга понатамошна терапија, значи од радиологот, пациентка ќе продолжи во понатамошен третман кај хирургот, после онкологот ќе одреди другата терапија, значи медикаментозна, што ќе треба да ја прими пациентката или евентуалното зрачење. Така, нели ракот на дојката не е само здравствен проблем, нели не е само проблем со здравието, туку и естетски проблем. Со тоа што нели се отстранува градата. Значи секоја болест, па вклучувајќи го и ракот на дојка, си имат така наречено тежина на болеста, во светот наречена burden of disease. Значи тука се рачунат тие изгубени години живот, значи изгубени денови од работа, нели, колку една држава ќе ја кошта болеста, значи изгубени денови од работа на самите блиски на пациентката, на фамилијата нејзина, значи третманот што ќе ја прими една жена. Значи, тука се многу фактори, и ја повеќе би сакал да дам, значи, нагласок на тоа дека превенцијата, значи, е многу битна во овој случај, тоест раното откривање на болеста. Значи, не е проблем здравствен, али е голем здравствен проблем. Прво, тој естетскиот дел може малку помал, значи нормално дека исто така и психолошки проблем за самата жена, но затоа е потребен во овој случај еден мултидисциплинарен пристап, значи од моментот на диагностицирање на жената со рак на дојка, па у нејзиниот, значи од сите фази на нејзиниот понатамошен третман, но е стварно ја би рекол дека е голем здравствен проблем, особено у земјите во развој, како што сме ние. Значи, представува голем товар за здравствениот систем, што мислам дека е битно за тие што ги прават политикиве. Се надевам дека не зборувам за политика сега, него како професионалец сакам да кажам дека е многу битно, бидејќи значи, ако не успеаме болеста да ја откриеме на време, на почеток може и спомнав дека е најчестото малигно заболување кај жените. Но не е причина број 1 за смртност од малигни заболувања кај жените. Зошто е ова вака? Значи, најчесто малигно, а малигните заболувања не простат, знаеш? Но се лекува само ако се диагностицира на порана фаза. И значи не сите жени што се диагностицираат од рак на дојка умират од рак на дојка. И, нажалост, ја може да не сум целосно точен тука, бидејќи спомнувам статистики у развиените земји, али ние треба да го достигнеме тоа ниво, за да не ни умират жениве, значи да напредуваме и да вложиме во рана детекција на рак на дојка, бидејќи ова вложување во рана детекција е стварно многу, што би рекле, cost effective, значи не знам како тоа би се превело точно коректно на македонски, исплатливо, затоа што ќе вложиш многу помалку, нема да изгубиш години на живот на жена, нема да изгубиш работни денови од нејзе при отработење целата фамилија, при лекувањето и така натаму, значи многу ефтино би излегло за здравствениот систем. А тоа на кој значи кога веќе ние ќе ја излечиме жената и значи она нормално ќе може да подбегне на други понатамошни третмани естетски, за она да се ја врати само до вербата, значи не го потценувам воопште тоа, многу битен момент е тоа. Но
повеќе, значи, целта на вакви емисии, верувам, треба да биде, прво, да ја подигаме свесноста кај жените за ова болест. Но стварно, најчеста болест малигно кај жените. Значи, секои 2 минути една жена се диагностицира со рак на дојка во светот. Може да биде и причина број 1 за смртност, ако ја откриеме во покасна фаза, а може и многу да се направи, значи, ако успееме да ја откриеме во порана фаза. Така и покрај ваквите емисии, трибини, нели се зборува често за превенцијата од ракот на дојката, сепак жените некако дали се срамат да зборуваат и избегнуваат да одат на редовни прегледи. Какво е искуството? Кои се советите за превенција? Значи, ова повеќе укажува на нивото на здравственото образование на популацијата кај нас и значи, тука има доста простор за вие вака што организирате вакви убави емисии, за да си го продолжите оваа активност. За стварно, жените, мислам, срам било во овој век да не знаат за ова болест, а не обратното, за да одат на лекар. Тоа воопште не е срам, него срамотно би било да изгуби живот само од непознавање. Значи, од ниско ниво на здравствена едукација на популацијата, за едни методи кои се сосема достапни, ги имаме и у нашата болница у Тетово, и тоа најмодерни диагностички апарати со едуциран, обучуван кадар кој работи со нив. Значи, и треба, значи, за секоја промена, оние што ќе уочат, да се јават на лекар, него да знаат дека најмалку еднаш годишно секоја жена која е во репродуктивен период од нејзиниот живот, во периодот кога може да раѓа, па и по климаксот, значи треба годишно еднаш да оди на преглед кај радиолог. Каква е свеста кај тетовчанки? Одат ли на прегледи редовно? Значи, одат, свеста не е на пожелното ниво, само заради тоа, например, што жените претежно одат кога осеќат некоја болка. А рак на дојка не боли, ние би посакувале он да дава таков симптом, бидејќи тогаш би знаеле дека имаме, но не, он така е тивка болест у тој смисол, значи он не боли у самата дојка, него ќе боли во некоја понатамошна фаза, валјда која ќе се прошири во далечни места во самото тело, не во самата дојка, значи не боли, заради тоа е потребно годишно овие да се направат овие периодични прегледи со методиве кои преска ги спомнавме, и скоро сите овие методи се користат за две цели. Значи, можеби не го спомнав, се користат за диагностика и за скрининг. Која е разлика? Значи, диагностика ги користиме, значи жената напипала нешто, приметила некоја промена во нејзината дојка и дошла на лекар, значи тогаш се користи за диагностика, но скринингот е тие редовни годишни прегледи која треба целата популација да ги правиме. Тука, значи, ние можеби сме на пониско ниво, значи ние разбираме зашто да направиме преглед која сме сосема здрави, за да можеме на рана фаза која е потполно излечива болеста да го откриеме. Значи, она треба, значи тоа и државата треба да го организира, за секоја жена да си добие покана да си направи мамографија, да кажеме, ако е на 40 години, и матичниот лекар да ја упати жената која е помлада од 40 години дека треба да направи ултразвук ехо на дојка. Колку често се диагностицира карциномот на дојка кај пациентите во Тетово? Има ли голем број на заболени во Тетово? Значи има, мислам, ние не отстапуваме толку по инциденца од другиве држави, нели тоа повеќе пораса, од кои ние сме бела раса, значи тука сме и ние со тие бројки, значи 12% најверојатно. Можно е да ние ги откриваме по поразвиена фаза, ама има и такви што ги поразвина за тоа што не се јавила, она се јавила на лекар која веќе напипала некоја промена во самата дојка и тога се јавила на лекар. Тоа е, но за тие што доаѓаат редовно, значи стварно успеваме да ги откриваме во многу рана фаза. Така. И за крај на оваа емисија една порака до гледачите, како да ги мотивираме да одат на редовни прегледи. Значи секоја жена треба да е свесна дека треба да оди на редовен преглед еднаш годишно. Ако е испод 40 години, треба да оди на ултразвук на дојка кој уопште не е штетен као метода на диагностицирање. После 40 се прави мамографија која е со мала доза на зрачење, со X зраци,
самата еднаш месечно во одреден термин да се направи само преглед на дојка, во случај да примети промена која не било претходно во нејзината дојка, она да се јави на лекар. Така, ви благодарам на гостувањето во нашата емисија. Ви благодарам за поканата.